По смирувањето на акутната фаза од епидемијата во Гостивар, здравствените власти воведуваат засилен надзор за да се спречи појава на заразна жолтица. Еден алерт до матичните лекари, до здравствените институции во Гостивар, да сега фокусот го стават на следните предизвици. Пред се на следење на хепатит А и Е, клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, здравствените установи се веќе подготвени во смисло на капацитет за тестирање на третман. До сега не дошол пациент со симптоми на жолтица, вели доктор Анита Кироска од Гостивар. Апелира да се почитуваат препораките, да се мијат раце, да се одржува хигиена за да се спречи појавата по епидемијата. Вели намален е бројот на пациенти со симптоми на диареја и повраќање, но тестовите кај најголемиот дел од нив покажуваат дека е присутна бактеријата Escherichia coli, а кај дел се присутни и паразити. Лекарска помош барале и деца и возрастни. Резултатите кои ги добиваме во однос на лабораториските испитувања, добиваме покачено ЦРП, а во однос на резултатите од микробиолошките испитувања, во поголем процент кај пациентите имаме позитивна уринокултура, најчест предизвикувач е бактеријата Escherichia coli и кај некаде 30% од копрокултурите кои што ги правиме, фецес паразити, испитувања што правиме кај пациентите, изолирани се паразити Enterobius vermicularis. Имаме пациенти од сите возрастни групи и кај малите дечиња и кај возрастните се појавуваат овие стомачни и цревни симптоми. Последните податоци говорат дека има 109 нови прегледи во здравствените установи во Гостивар, а изминатите денови бројката на пациенти кои побарале помош се движи од 80 до 125 пациенти. Ке се прават анкети да се утврди колку од нив се поврзани со епидемијата која владее во градот. Паралелно здравствените власти стартуваат втора фаза која ќе опфаќа детална контрола. Кој имал информации како реагирал системот со справувањето со епидемијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија.